Почитувани прилепчани, со локалната власт на ДПМН и градоначалникот Борче Овчевски, прилепскиот спорт го допре дното. Некогаш најспортскиот и најфудбалскиот град во Македонија денес е на маргините на спортските збиднувања во државата. Спортистите и спортските клубови се доведени на работна екзистенција, со постигнување далеку под нивното реноме, а уште подалеку од врвот на македонскиот спорт. Поддршката која предизборно им ја ветија на клубовите и спортистите беше уште една во низата на лаги на Јовчевски и ДПМН. Впрочем, тоа што во општинскиот буџет за 2025 година тежок 32 милиони евра, за спортските клубови се предвидени мизерни 65.000 евра. Зборува за понижувачкиот однос на локалната власт кон прилепските спортисти. Состојбата пак со спортските објекти во градот, најблагоречено, е катастрофална. Во тоа се увери и Борко Ристовски, првиот човек на новоформираното Министерство за спорт. Министерот летоска дојде во Прилеп, заедно со градоначалникот и пратениците од ДПМН. Гордо вети, во септември универзална сала ќе биде пуштена во употреба. 6 месеци од дадениот збор, вратите на спортската сала за прилепските клубови и спортисти останаа затворени, а универзална сала е во полоша состојба од претходно констатираната. Истовремено, не само што ни во двете други сали, Македонија и Партизан, камче не е поместено, туку власта, како централната, така и локалната, нив повеќе не ги споменува. Министер кажал, Борко Ристовски излажал. На крајот едно е сигурно. Власта на ДПМН го уништи спортот во Прилеп. Благодарејќи му на ДПМН, она што им преостанува на прилепските љубители на спортот е прволигашки фудбал да гледаат во Гостивар, ракомет во Битола и кошарка во Кавадарци. Ви благодарам.